Граѓаните на работна egzistenција мака мачат како да преживеат од 15 до 15. Ниту со просечна плата во висина од 27.535 денари повеќе не може да се преживее. За околу 100 евра потрошувачката кошничка за месец август ја надмина просечната плата, покажуваат анализите на Државниот завод за статистика и синдикатот. Македонија е една од државите со најнизок стандард на живење. Граѓаните прашуваат од каде да најдат 33.500 денари, колку што изнесува и синдикалната кошничка, кога платите во некои сектори се далеку пониски од просекот. 5 души семејство бевме, 1000 евра не ни стига. Давачки многу струја, паши. И што не може да купуваме, само за јадење да има, да сметките да си платиме и тоа, мора да обстане, мора да живееме. Во наша држава секој губиме, барем достоинствено да бидеме. Корона кризата дополнително го стегна обрачот околу просечниот граѓанин. Отпуштање од работа, затварање на производствени капацитети станаа секојдневие. Неофицијалните бројки покажуваат дека само минатиот месец во Штип без работа останале околу 200 текстилни работнички. Многу, има многу, затварат се, криза голема, а не и се гледа краја, може би уште поголема. Паника голема паника. Како живее тај народ, јас не знам. Чудам се. Јас се чудам. Оптимистичка прогноза немаат ниту стопанствениците. Според нив, вестинскиот ковид допрва доаѓа. Доцнењето на четвртиот пакет мерки што го ветуваше владата ќе биде причина за отпуштање на работници и затварање на бизниси. Од март до сега, околу 14.000 граѓани во државата останаа без работа, а бројот на социјални случаи е зголемен за 5.000.